Одиме на вториот дел вечерва од библиска исхрана. Верувам дека за оние кои што беа присутни мината сабота беше интересен на првиот дел. Значи, спомнав ми кажавме дека денеска, кога станува збор за исхрана, постојат многу филозофии, многу теории за тоа што треба, што не треба се јаде, меѓутоа единствената исправна и онаа по која што ние треба да се водиме е онаа која што ни ја дава Бог преку Библијата. И затоа наречена оваа серија библиска исхрана. И само да се посетиме сега за да се надоврземе на некои работи кои што ги спомнавме од минатиот пат. Што Господ дал на почетокот да човекот конзумира? И тоа го читаме во Битие 1.29, како што гледаме од слайдот. И Бог рече, еве ви ги давам сите треви што се осеменуваат, рековме тука пред се спаѓаат житариците, по целата земја и секое плодоносно дрво што го носи своето семе во себе, нека ви биде за храна, каде што спаѓаат овошјето и орашистите плодови. Што било првобитната исхрана? Овошје, орашисти плодови, житарки. И прочитавме овој цитат, ја прочитаме сега, Совети за живот и исхрана, повторно и повторно ми е покажано дека Бог се обидува да не врати назад. И тоа го прави чекор по чекор. И само така е исправно. Чекор по чекор. Без никакви драстични промени, затоа што овој организам кој што се навикнал можеби да јаде нешто што не треба, сега треба полека, чекор по чекор да го вратите назад. На првобитната исхрана, на неговиот вели првичен план, човекот да се одржува од природните производи на земјата. Сега, се случува промена во диетата, во исхраната, која што ја внесува Господ после падот во грев. И ќе го спомнеме тоа со која причина беше, тоа беше битен момент, затоа ќе го повторам. И всушност преку овие стихови гледаме директна врска на храната со духовната состојба. Како што се менува духовната состојба на човекот, се менува и исхраната. Бог овде тоа го препорачува и минатиот пат кажав дека тоа враќање, можеби не го спомнав конкретно, меѓутоа тоа враќање чекор по чекор. Ние не можеме се вратиме во безгрешната состојба и на таа исхрана. Многу е битно и зеленчукот да е вклучен во исхраната, затоа што ние сме во грешната состојба. Значи не можеме да се вратиме во Едем, туку после падот во грев, вклучувајќи ги и полските растенија. Значи, еве што вели, во Битие 3:17-19, земјата ќе е проклета заради тебе, во мака ќе се храниш од неја сите денови на својот живот, значи со мака, со пот, ќе ти раѓа трња и троскот, и ти ќе јадеш полски растенија, покрај овошјето, покрај житариците и орашистите плодови, сега Господ го додава и зеленчукот. И сега тука, библиски, ако правиме класификација, има различни начини како да се класифицира што е овошје, што е зеленчук. Меѓутоа овде спаѓа сето она што е зелено, лиснат зеленчук, треба да кажам така буквално, но и она што не носи семе во себе. Сеќавате, треви што се осеменуваат беа на почетокот и дрва кои што носат плодови со семе. Така да тука и патлиџан, и пиперка, и крставица, сето спаѓа во овошје на некој начин, затоа што имаат семе во себе. Зеленчук е морков, кромит, лук, блитва, значи спањак, сето она што е зелено лиснато, зелка и така натаму и така натаму. И вели со пот на своето лице ќе јадеш леп. И спомнавме уште една промена, готвена храна. Че можеме ние да се враќаме, имате денеска движења, дури ние еден период пробавме, меѓутоа не целосно, затоа што не е здраво и не е во ред да се вратите 100% на свежа храна, како што велат, без готвено нешто. Како прво, како ќе јадете мешунките, а кои што исто така се битни, им содржат многу протеини и така натаму. Некои ги потопуваат во вода или така натаму. Меѓутоа, библиски е во ред и готвената храна, тоа го гледаме од овде, леп, не само лебот, подосна ќе видиме, нели, со маната дури Господ им кажува како да ја подготвуваат, да се хранат едноставно, правеле разни колачиња и така натаму, готвеле. Значи, гледаме таа врска на духовната состојба на човекот, која што е поврзана со исхраната.
И со менување на духовната состојба се менува и исхраната. И како човекот пропаѓал, така Бог ја менувал исхраната, но ако ние треба да се вратиме назад, значи ние треба чекор по чекор наназад да одиме нагоре, а не надолу. Зошто е клучен и многу битен зеленчукот? Да подсетам повторно. Затоа што најповеќето од минералите се присутни кај токму кај зеленчукот. И тоа оние најбитни минерали кои што се битни за сила. Пред се на еден грешен човек, за да Господ му даде сила, не само за да обстои физички, туку и духовно да расте како што треба, да се бори против гревот, тоа се железото, калциумот и цинкот. Но ќе го додадеме и магнезиумот, секако тука се тие 3-4 минерали кои што се најбитни, кои што ги има првенствено во зеленчукот и тоа во зелено-лиснатиот највеќе. Железо, калциум, цинк. И го спомнавме и оној стих во Римјаните, еден верува дека смее да јаде се, а кој е слаб, јаде само зеленчук. Зошто? Затоа што силата е во зеленчукот, во минералите. Ако сте слаби, сакате да бидете посилни, знаете железото за што е потребно, значи пред се оние што се слабокрвни, значи слабоста на организмот доаѓа кога има недостаток токму на тие главни минерали. И науката утврдила дека луѓето кои имаат низок процент на од овие минерали се со слабо здравје, и спомнавме најчесто во оној свеж дел од исхраната ние повеќе се насочуваме на овошјето, што е и разбирливо затоа што е некако сладко ние да го јадеме, има сладов вкус повеќето од овошките, и 2/3 ни е вклучено овошјето, 1/3 зеленчукот. Спомнав минатиот пат, треба да биде обратно. 2/3 да биде зеленчук, токму заради онаа сила која што е потребна, а 1/3 овошје. Спомнавме дека најсилните животни, најкрупните и најсилните животни на земјата се токму тревопасните. Еве го слонот, кој што не само што 30 до 60% од својата исхрана му е трева, туку и многу лесно може да се препитоми. И спомнавме минатиот пат, тревопасните животни имаат многу поинаков, помирен темперамент, за разлика од оние крвожедните, да кажеме, месојадните животни. Токму заради тоа што на нив им недостасува железо, цинк, калциум, магнезиум. Тие минерали се битни за да те смират, да бидеш смирен, а нам ни е потребен и смиреност, и понизност и така натаму. Затоа е битен зеленчукот. И спомнав минатиот пат, значи, ако сакате да изорате нива, ќе впрегнете 2 вола, немате да впрегнете 2 тигра, затоа што нема да изорате нивата сигурно. Сега, после падот во грев, односно после потопот, Господ додава уште нешто. Значи, се менува духовната состојба, понатаму пропаѓа едноставно духовната состојба на човекот и Господ го додава и месото во исхраната. Што вели? Во овој стих. Се што се движи и живее, нека ви биде за храна, ви дадов се како што вие дадов и зелената трева. Значи, се што се движи, се мисли не на нешто што ветрот го предвижува, туку што се движи, што живее, и знаеме дека подосна по-детално, поточно Господ ќе каже што е чисто за јадење од животните, што не е. Тоа веќе го знаеме. И сега некој ќе рече, па добро, ние живееме после потопот, значи можеме да јадеме и месо. Месото е добро. Но внимателно треба да ги преиспитаме околностите во кои што е дадено месото. Зошто Господ го дал месото како додаток во исхраната. Погоре не спомнав, се извинувам само малку наназад да се вратам околу зеленчикот и оние минерали. Студиите покажуваат дека недостатокот на железо и цинк ги прави луѓето агресивни. И не само тоа, туку исто покажуваат дека депресијата, честата промена во расположението кај луѓето и агресивноста, кој што кажав, успешно се третираат со витамини и минерали, кои што ги имате во растителната исхрана и пред се зеленчикот, кој што спомнавме.
Значи гледаме дека исхраната исто така поврзано и со нашето расположение и нашиот целокупен живот. Сега кој сме кај месото. Во кои околности Господ го дава месото? Како прво, што довело до потоп? Ова е нешто што Господ го дозволува после потопот. Меѓутоа, што довело до потопот? Да, сега ќе кажете, нели има стикови тамо мешањето на, како што денеска во пулката имавме ситуација со оние сихемците, мешање на Божите синови со човечките керки. Тоа исто така допринело да се зголеми злото на земјата, па Господ нели се покајал што го создал човекот и така натаму. Но, ајде да читаме во Битие 6:5-7. Господ види колку е голема човековата расипеност на земјата и дека секоја мисла во неговата памет секојаш е само зло. Господ воздивни се натажи во своето срце дека го создаде човекот на земјата и Господ рече ќе ги истребам луѓето што ги создавав од лицето на земјата, од човекот до зверот, ползачите и птиците во воздухот, зашто се покајав што ги создадов. Страшна работа. До кое ниво дошло злото, се развило злото и состојбата, духовната состојба на човекот, да Господ решил да ја очисти планета. Еве еден момент, Проповедник 8:11 го знаеме овој стих, кога нема брза пресуда за зло дело, човечкото срце е наклонето да прави зло. Сега, кога сме кај овој момент, предпотопните луѓе колку живееле? Скоро 1000 години. Многу долг животен век. Сега замислите си, 1656 година од прилика, така пресметките велат, дека се случил потопот. Тоа е за релативно кратко време од како биле создадени првите наши прародители. Тука неколку генерации поминале, десетина, колку да кажеме. Меѓутоа, со оглед на фактот што живееле под 900 години, тука релативно кратко, брзо се случил потопот. Сега, Господ, после потопот, го дал месото во исхраната, меѓу другото, за да го скрати животот. Животниот век на луѓето. Зошто? Затоа што, кога нема брза пресуда за зло дело, човечкото срце е наклонето да прави зло. Ако му го оставиш ти човекот да живее 1000 години, зошто толку брзо дошло до таква декаденција? Заради злото. 1, 2, 3, 5, 10 генерации. Ако ти го оставиш човек и злото кај него да се развива 1000 години, што страшно зло. Затоа Господ ќе го скрати животниот век и затоа го дал месото во исхраната. Една од причините. Меѓутоа, погледнете сега овој цитат. Што вели сестра Елен Вајт? Овие се сите од Совети за живот исхрана, да, спомнато е. Вели, жителите на Стариот свет биле неумерени во јадењето и пеењето. Стариот свет се мисли на предпотопниот. Тие јаделе месо. Господ го дозволил во исхраната после потопот, меѓутоа предпотопниот свет и пред потопот јаделе месо. Една од причините, кажавме, можеби долгиот век, мешањето на едни со други, па духовната состојба се расипала. Меѓутоа, една друга причина заради такво ширење, големо ширење на неморалот е и тоа што јаделе месо. И тоа биле неумерени. Иако Бог вика, не им дозволи да јадат животинска храна. Јаделе и пиеле прекумерно и нивниот изопачен апетит не знаел за граници. Се оддале на гнасно идолопоклонство, станале насилни и сурови. И гледаме врската на месото со насилство, со суровост, недостаток на оние минерали. И толку корумпирани што Бог веќе не можел да ги поднесе. Следниот слайд, следниот цитат, вели, Бог на нашите прародители им дал храна, која ја определил, дека треба да ја јаде целиот човечки род. Одземањето на животот на кое било суштество е спротивно на неговиот план. Овошките од дрвјата во градината биле храната што ја барале потребата, што ја задоволувале, веројатно, што ја барале потребите на човекот. Бог не му дал на човекот дозвола да јаде животинска храна се до после потопот. И сега зошто ја дал таа храна?
бидејќи било уништено се од што човекот може да се одржува. Значи немало ни зеленчук, немало ни овоше, немало дрвја, нема ништо. Господ тогаш ја дал месната исхрана, но со причина, затоа што ја немало вегетацијата. И то ние денеска имаме вегетација, ние сме во поинакви околности. Живееме во поинакви околности. Да, точно дека и загадено и се, дека таа вегетација не е таа што била, рековме минатиот пат, значи ја немаме таа концентрација на минерали и витамини како тогаш, значи испоснето е и земја и се, меѓутоа сепак има што да јадеме. Месото е дадено заради тоа што немале што друго да јадат, а останале животните, нели? Затоа и по 7 чисти внесувал Ное по заповед Божја, а по 2 од нечистите, чисто за да, нели, се задржат врстите на животни. И еве, вели, бидејќи било уништено се од што човекот може да се одржува, Бог во нивната потреба му дал на Ное дозвола да јаде од чистите животни кои ги повел со себе на бродот. Но животинската исхрана не била најздравиот прехранбен производ за човекот. Никогаш тоа не било. Одеме на следниот цитат. Вели, луѓето кои живееле пред потопот јаделе животинска храна и ги прославувале своите страсти. Че е повторно уште еден цитат, кој што ни укажува дека луѓето го користеле месото и пред потопот. Се доека чашата на неправдата не се преполнила и Бог ја исчистил земјата од таквото морално загадување со потоп. Цитат кој што исто така укажува дека таа декаденција, односно месото играло исто улога во таа голема декаденција. По потопот луѓето јаделе многу животинска храна. Сега, после потопот, многу повеќе, во многу поголеми количини се јадела животинската храна. Бог видел дека патиштата на човекот се расипани и дека тој посакал гордо да се издигне над својот Творец и да ги следи склоностите на собственото срце и затоа дозволил долговечната раса да јаде животинска храна, со што ги скратил нивните грешни животи. Набрзо по потопот, човештвото почнало забрзано да опаѓа во големината и должината на живење, како директна последица на прекумерна употреба на месна исхрана. И еве, овде имаме дел од патриарсите, пред потопот го гледаме Ное, оној кој што го држи бродот, неговиот животен век 950 години, веројатно тука негде е Матусал пред него, рекордерот 969 години, и сега го имаме Сим, неговиот син, веднаш до него, видите какво опаѓање. После потопот, каква драстична промена. 600 години. Синот на Сит Арфаксат, или како се викаше, 438 години. Какво нагло опаѓање. И овде таму на кјошот долу сме ние. Какви сме мизерни во споредба со она што биле луѓето. 70 години, од прилика. Само заради месната исхрана прочитавме, значи Господ сакал да го скрати тој грешен животен век, грешните животи на луѓето. Видовме кои причини, за да го успори злото, кое што толку брзо пред потопот се расширило. Од кај доаѓаат тие 70 години, познатите стихови, Псалм 90:10, збирот на нашиот живот е 70 години, ако сме силни, и 80, значи ако јадеме повеќе зеленчук, и до 80, некои и до 90, фала Богу, се уште има луѓе кои што живеат и над 90, а повеќето од нив се мака и ништожно, зашто минуваат брзо и ние летаме од тука. Спомнав минатиот пат, еве и проповедник да го прочитаме, 10:17. Блажи ти земјо, кога ти е царот син на благородник и кога твоите кнезови јадат на време, за да се подкрепат, а не да се испиенат, значи за да се засилат. Видите повторно директната врска на храната со силата и минатиот пат спомнав. Значи ако вие добро го се грижите за вашето тело, ако ги почитувате овие библиски принципи, ако се водите по библиската исхрана, Господ ќе ви додаде 10, 15, може и повеќе години. Ама не ви ги додава на крајот. Не ви додава од тие мачните години, туку ви додава во најплодните, најдобрите години, 40, 50, тука да кажеме. Тука ви додава и сила и се. И дури и старите години може да ги поминете многу
поинако отколку што треба и би требал, мислам како што ги минуваат луѓето во многу поголема виталност. Минатиот пат го спомнавме примерот со она жената Хулда Крукс, која што на 91 година го искачила врвот Фуджи во Јапонија, ако се сеќавате. Со здрав начин на живот, секако. Че Библијата посочува дека должината на векот и квалитетот на животот зависат од она што го јадеме. И не само што можеме да живееме подолгу, туку и погледнете ово извештај за Мојсей. Второзаконие 34:7. Што вели овде? Мојсей беше на 120 години кога умре. Ама што? Окото не му ослабе, ниту му попушти силата. Мојсей баш оној преку кого Господ ги дава и оние здравствени правила, веќе веројатно човекот се држал до нив, иако далеко после потопот, меѓутоа, нели, животниот век е намален, но квалитетен живот. Значи не само што ќе го продолжи животот, туку ќе биде квалитетен. Ни окото му ослабна, ниту му попушти силата на 120 години. Што еден цитат, овој од Трето сведоштво. Ова е интересно. Бог го надарил човекот со толку голема животна сила, што веќе 6000 години им се спротиставува на сите можни болести кои го снаоѓаат како последица на изопачените навики. Таа иницијална почетна сила што му ја дал Господ на човекот е исто заслужна за тоа што се уште има некој животен век до 70-80 години. Самиот факт е доволен доказ со колкава сила и енергија Бог го надарил човекот при неговото создавање. За болеста во поголема мера да го зафати човечкиот род, требало да поминат повеќе од 2000 години по пуштање на злото и на ниските страсти. И сега внимавајте. Ако Адам при создавањето не бил надарен со витална сила, таа иницијална, почетна витална сила, 20 пати поголема отколку што е силата на денешниот човек, човечкиот род со своите денешни навики и кршење на природни закони веќе би престанал да постои. Ја би рекол одамна. Таа иницијална, таа витална сила што Господ му ја дал на Адама и сега полека се намалува, е исто така заслужна што се уште има некој животен век, инаку ние не би постоеле веќе. 20 пати поголема витална сила имал Адам од ние денес. Неспоредливо, значи, ја не знам, денеска постојат доволно силни луѓе, да не спомнувам некој боксер или било што познати, Мухамед Али, мислам го спомна и Андреј, во неговото предавање, ке ви звизне една и нема да станете. А замисли си го Адам, 20 пати поголема сила од еден таков. Неверојатно. Сега некои податоци интересни. Во Соединетите американски држави само 3,2% од населението, кој што брои негде над 300 милиони, односно 7,3 милиони луѓе се вегетаријанци. Се вегетаријанци. 7,3 милиони, 3,2%. Од кои само 0,5%, односно 1 милион се вегани. Значи 1 на 300, ќе кажеме. 1 милион на 300 милиони се вегани. Оние кои што баш ја почитуваат оваа библиска исхрана, ќе кажам. Претпоставувам сега, не можам да кажам дека баш сите се водат по овие принципи, ама ете не јадат ништо од животински продукти. А погледнем сега една табела овде. Видете зошто растителната храна е многу над животинската. Холестерол. Првата е растителната храна. Холестерол во растителна храна немате. Холестеролот, кој што е причина, број 1, може би, најзастапени, најсмртоносни болести денеска се кардиоваскуларните, насекаде па и во Македонија, на прво место се. Холестеролот е главната причина.
Холестерол немате воопшто во растителната храна, доека во животинската. Овде е направена комбинација од повеќе, значи, растителни продукти, овде повеќе месни, па се доаѓа до некој просек. Гледате колку е холестеролот кај животинската исхрана. Масти, нешто малку има кај растителната, да речеме авокадо, може тука да се земе маслинки, меѓутоа тоа се здрави масти, за разлика од животинската. Протеини, тука некаде, меѓутоа многу поквалитетни се растителните. Влакна, оние растителни влакна, кои што служат како метла, буквално, за чистење дигестивниот тракт, ги нема воопшто во животинската исхрана. Секако, тоа е само растенијата. Витамин С, да не зборуваме, гледа која е разликата. Железо, 20:2. Калциум, и оние потребни минерали, 545:4. Бета-каротен, тоа е оној пигмент, оној портокалово-жолтеникав пигмент, кој што го има во овошките пред се и зеленчукот. Неверојатна разлика, тоа нема воопшто во месо. Витамин Е, фолат, тоа беше витамин B9, ми се чини беше, исто огромна разлика. Магнезиум, 548:51. И еве зошто, значи, ако некој е повеќе на месна исхрана, не може да ги добие овие минерали, па станува и агресивен, и депресивен, и така натаму, и неморален, и животинските инстинкти ги храни, и така натаму. И сега, токму заради големиот процент на масти во месото го прави толку штетно. Допринесува да се појават најразлични патолошки промени во организмот. Сега ќе спомнеме некои моменти. Ќе ги спомнеме бактериите во месото. Што е месото всушност? Значи, тоа е убиено животно, мртво животно, и ви сега треба да конзумирате делови од него. Место е полно со бактерии. За да се отарасите од бактериите во месото, треба да се вари на температура од над 120 степени повеќе од 2 часа. Кој го прави тоа денес, не знам. Повеќе од 2 часа на температура од 120 степени. Бидејќи тоа никој не го прави, значи дека при конзумација е зачинето покрај со зачини и со трилиони на бактерии. И при секоја конзумација се случува одговор на имунолошкиот систем кој реагира на зголеменото присуство на бактерии. Значи, реагира имунолошкиот систем, ги поттикнува оние бели крвни зрнца, те клетки, како се викаат, да реагираат. Сте видели некојаш животно? Да, ги има оние, тоа се ретки, грозни се како изгледаат, оние кои што јадат лешеви, да кажеме, или по за скапано, да кажеме, месо или хиените, грозни се навистина, или лешинарите, да кажеме. Меѓутоа сте виделе животно од овие граблиците да јадат некое застајано? Не. Тие убиваат жртвата и веднаш го јадат месото. А баш кај што знаеме каков дигестивен тракт имаат, каква киселина и така натаму. Значи, не дозволуваат, и тие се паметни, да не останат бактерии, да не се зафатат повеќе бактерии на месото. А ние го купуваме и не знаеме. Ако го купуваме, не знаеме ни од кај го купуваме, ни колку стоело и така натаму, па како било замрзнато, дали е сето тоа по принципи некои, не знаеме, некои правила. Видите сега присуство на бактерии кај месото. Ова е страшно. Телешки стек, ајде, како да го наречеме. 1.500.000 во грам. 1.500.000 бактерии во грам. Ова е као засолено телешко, или како го викаат, корн биф. 31 милион на грам. Хамбургер стек, значи парче хамбургер, 75 милиони. Джигерот, свинскиот джигер, највеќе, 95 милиони. Сега, за споредба се дадени овие, последниве 3, се чуете што е ово сега, кој не разбира англиски, ќе му преведам. Свежо ѓубре од крава. Под ѓубре знаете што подразбира?
Да, шталско ѓубре. Содржи 15 милиони. Значи, хамбургер стекот, свинскиот джигер, па и она засолено телешко имаат повеќе бактерии во грам месо отколку од ѓубрето шталско. Или еве од козиот ѓубре 20 милиони и последното е конјско ѓубре 25 милиони. Ова само чисто колку за споредба. Да видите колку може да биде штетно месото. Да не зборуваме, може да го спомнеме и тој дел. Знаете ли, кога денес првиот циклус кај девојките или девојчињата започнува многу порано од било кога. Од 16 години, некоја сега се има спуштено на 12. Причина е месната исхрана. Ништо друго. Хормоните се минуваат рапидно. И сега вие имате 12 годишна девојка, девојче, кое што хормоните работат кај него, а кој суд го има тоа 12 годишно девојче? Не може да има таков суд и такво размислување како некоја 16 годишна девојка. Значи има многу разлика. Тоа е испод тинеџерско доба, да кажеме, 12 години. Значи, она што се случува денес, што гледате млади, баш на тие години, и како се облекуваат и што се прават, не е тоа заради тоа што само гледаат на телевизија, па не знам што, туку и од начинот на исхрана. И тоа делува. Менструалниот циклус кај жените, кои што конзумираат месо, е подолг, потежок и поболен. Исто и тоа има влијание, значи дејството на хормоните. Но да привршуваме полека, еве уште еден цитат од Совети за живот и исхрана, вели: Господ јасно му кажал на својот народ дека ќе го добијат секој благослов доколку ги држат неговите заповеди и бидат особен народ, посебен народ. Тој ги предупредил преку Мојсей во пустината, потенцирајќи дека здравието ќе биде награда за послушност. Сеќавате оној стих. Втора Мојсеј беше 15:26, така нешто мислам дека беше, кај што им вели: ако го слушате Божиот глас и ако, да кажеме, се држите до овие принципи, нема да ве фати никаква болест како кај египетците. Значи ги предупредил дека здравието ќе биде награда за послушност. Состојбата на умот е блиско поврзана со телесното здравје, а особено со здравието на органите за варење. Општо земено, Бог не го обезбедил својот народ со местна храна во пустината. Зошто? Затоа што знаел дека ваквата исхрана ќе доведе до болести и непокорност. За да го модифицира карактерот, да го промени карактерот нивни, за активно да ги вклучи нивните умствени способности, тој го отстранил месото од мртвите животни од нив. Им дал ангелска храна, мана од небото. Знаеме заради тоа што Гунџале им пуштил малку и од месото, па знаете какви последици сето тоа имало. И последен цитат. Зеленчукот, овошјето и житарките треба да ја сочинуваат нашата исхрана. Нормално, тука и орашистите производи да ги забораваме. Ниту еден грам месо не би требало да влезе во нашите желудници. Јадењето месо е неприродно. Ние треба да се вратиме кон Божиот првичен план при создавањето на човекот. Едноставно е неприродно, тој минатиот пат го видовме зошто. Нити имаме заби такви, нити имаме таков дигестивен систем, нити имаме канџи, не знам што, не сме создадени за да ловиме, туку за да кубеме, за да береме плодови. Така да, верувам дека уште еднаш ни се потврдува на знаење што го имаме, малку и преку некои научни сознанија, дека Господ го дал месото и местната исхрана, меѓутоа заради специфичните околности после потопот, затоа што било уништено секое растение, а биле сочувани животните, дело од животните. Меѓутоа, ние денеска живееме во поинакви околности и ние треба да се враќаме назад, како што велеше тој цитат, чекор по чекор кон онаа првична исхрана. И последниот цитат кажуваше се, значи овошјето, житарките, зеленчукот, орашистите плодови, тоа е таа исхрана на која што треба да се вратиме. Нека Господ ни помогне
во тоа и видовме дека исхраната многу делува и влијае и на духовната состава, и на нашата умствена состава и нашите способности. Нека Господ ни помогне во спроведувањето на овие принципи во нашиот живот и во подобро здравие и подобра духовна состава. Нека му е слава нему. Амин.